Овие ветри на децата мислам дека им треба да им прв пат ги најдам на исто место председател. Јас одека кога бев минатиот понеделник, помеѓу другото барав средба со дел од децата кои се повредени во пожарите. Имавме затворена средба надвор од јавноста, не се сликавме без камери, ништо. Сакав да слушам од прва рака кои се проблемите кои ги мачат. И од нивна страна ми беше сугерирано дека они комуницирале со нивните лекари во Србија и лекарите им рекле дека доколку до септември не се одвие последната фаза од нивното лекување, тогаш настанува така наречено задебелување на кожата и тогаш настануваат посериозни последици, односно не ќе може да ги употребуваат прсите, раците и слично. И во тој аспект потребна е некаква хируршка интервенција која мора да се случи најдоцна до септември. Барем така ме информира момчињето. И бидејќи се немаше многу време, пристапивме да видиме што можеме да помогнеме. Она што ми остави впечаток на мене дека момчињата со кои разговарав беа полни со недоверба и со сомнеж и не знам како со кој збор повеќе да употребам, дека нешто ќе може да се направи или дека работите ќе може да се померат од место. Јас си мети дека ќе разговарам со дел од раководството на Србија и дека ќе се обидеме да ги разрешиме проблемите, затоа што проблемите настануваат во оној момент кога Фондот за здравство на нашата држава и Фондот за здравство на Република Србија немаат никаков договор со кој на некој начин би се ретрансферирале средства за тие операции, а тие операции се поприлично скапи. Што значи дека децата не ќе може да ги изведат тие операции. Што заради недостаток на средства, што заради тоа што нашиот фонд нема да може да ги регулира обврските. Јас разговарав со државното раководство на Србија и имав среќа, уште од првиот разговор, во тек на еден ден да го условно кажано разрешиме целиот проблем, да прифати српското државно раководство медицинскиот третман на децата кои се повредени во Белград да се одвива на сметка на Фондот за здравство на Република Србија. Веднаш за тоа го информирав нашиот премиер. Премиерот веќе стапи во контакт со српската влада, веќе се формирани тимови на ниво на Министерство за здравство и на ниво на фондови за здравство и работата е ставена во колотечина, што значи дека веќе ќе мислам уште од вчера веќе се почнати активности. Таа работа не оди така едноставно, не можете сите деца одеднаш да ги пратите, затоа што станува збор за голем број на медицински тимови кои тие работи треба да ги спроведат. Значи двете министерства, значи нашето македонско министерство и српското министерство добија задача од двете државни раководства да направат најбрз план како делот и операции што побрзо да се изведат и на тој начин децата на некој начин да ги сочуваме, ако ништо друго, барем во елементарна функционалност. Од она што можам одека да го споделам со вас е фактот дека една рака да профункционира за мене ќе биде доволна награда. Аз се надам дека повеќе од децата со кои ги разговарав и за кои ми информира за нивните повреди ќе можеме да ги санираме и на тој начин ќе можеме, ако ништо друго, барем да помогнеме да им се олесни понатамошниот живот. Ако е што се вика за ангажман и за добро, јас мислам дека направивме едно големо дело пред се за деца и за нивните родители, а на некој начин и покажавме и грижа и покажавме и интерес и не ги оставивме ни децата ни родителите сами да ги разрешуваат своите проблеми кои се мощно големи и од финансиски и од секаков друг аспект. Така да од тој аспект чувствувам една голема благодарност до државно раководство на Србија кој веднаш прифати и чувствувам голема благодарност до нашиот премиер кој ја прифати веднаш иницијативата и веќе стапи во контакт и веќе тие работи течат, така да тој аспект можеме да бидеме сосема задоволни дека овој процес на крајот ќе заврши со најпозитивни решенија кога станува збор пред се за повредените, меѓутоа во текот на сите овие активности ќе има и некои други работи, ќе има и договори ќе се случуваат
кој во секој случај ќе значи напредување на односите помеѓу Македонија и Србија. Значи, првичниот разговор беше за децата кои се лекувани во Србија, затоа што тие веќе таму имаат своја историја на болести. И имаат лекари кои веќе на неколку пати вршиле операција на таму каде што било потребно да се изврши таа операција. Така да тој аспект во прв план влегуваат тие момчиња. Меѓутоа, постои интерес од наша страна сигурно, а претпоставам дека српската страна ќе даде позитивен одговор и за некои други кои би можеле едноставно да влезат во таа програма и нив да ги сместиме, да се помогне на што поголем број на луѓе. Отприлike ќе за јавноста повеќе отколку за вас се станува збор за операции кои на кожа кои ако не се третираат на одредено време, кожата се задебелува и на некој начин ги блокира померањето на рацете, на прстите и слично. Така да тие операции мора да се изведат, затоа што ако тие операции не се изведат, луѓето остануваат без раце и без употреба на прсти за цел живот. Така да тој аспект правиме на сериозно добар и коректен исчекор кон пред се кон повредените, а подоцна и кон нивните родители, кон целокупната Кочанска општина и кон македонската јавност, колку можеме да бидеме на услуга, да бидеме на услуга. Од општина Кочани до вас, покрај Господ со вас да биде, да сте живи и здрави. И фала ви за се. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.